Македонија тагува, пети ден денес тажен, тежок ден, ден кога денеска ќе се одржи и погребот на сите наши чеда кои што прерано и на трагичен начин го загубија својот живот во онаа кобна ноќ, кобна вечер, наутро, во раните утрински часови, во неделата во дискотеката Пулс во Кочани. Молитва за спасение, мир и спокој на настраданите. Ова утро, почитувани, заедно со нас и со вас, отец Ивица Тодоров, кој што ни доаѓа од Македонската православна црква, Охридска архиепископија, од црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров. Отец Ивица, ви благодарам што сте во овие мигови, заедно со нас, со нашите гледачи, со нашата публика, кога ни е потребна на сите нас молитвата за спасение, мир, спокој на настраданите. Благодарам за поканата и навистина огромна е одговорноста на ваков ден да се говори. Може би е најлогично, најдобро и суштински да се молчи, но да упатиме до нашите сограѓани, до вашите гледачи еден апел да во овие моменти пред се и над се концентрираме на она што извира од секој од нас, а тоа е таа болка за тие млади животи кои загинаа во овој трагичен случај, да бидеме со родителите, да се молиме и за родителите, за оние што ги испраќаат своите чеда, но да се молиме и за оние кои трагично го изгубија својот живот, да се молиме Господ, нашиот Творец, нашиот Небесен Отец, во името на Христос, во силата на Светиот Дух, нивните души, Господ по својата милост да ги всели во место светло, место топло, место љубовно, да бидат со Господа. И ние како христијани имаме надеж. Значи, нашата надеж е во нашата вера дека Христос воскресна. Еве, се наоѓаме во времето на Великиот пост, да не случајно овој велики пост е наречен така, баш велики, голем, суштински. Зошто? Затоа што е пред суштинскиот настан што се е случил на оваа планета Земја, а тоа е Христовото раснување на крстот, односно неговата откупителна жртва, каде што тој, како богочовек на крстот, гревот на целото човештво го зема врз себе и ни даде прошка, ни даде амнестија. И се многумина кога разговараме, велат што да правиме во животот, како со гревот што го правиме, како со вината, како со нашите лични промашувања. Велам, па сето тоа Господ го има решено за нас на крстот. Господ ни простил и затоа што ни простил, ние може да ја примеме таа прошка, да живееме во таа прошка и да градиме еден сосем нов однос кон нашиот живот во Христа. Однос втемелен на вистински вредности. На вистински вредности, втемелен на вистина. И што е најбитно, после Христовото страдање на крстот го имаме неговото воскресение. Христос воскресна, говорам како човек, затоа што тој беше и човек, и вистински Бог по својата божествена природа, но и вистински човек, и тој како вистински реален човек беше убиен на крстот, во третиот ден воскресна и со тоа покажа дека смртта е победена. И сега отаму и нашата надеж, отаму и смислата, мотивацијата да се бориме за доброто, да се бориме за вистината, да се бориме за љубовта, за нормалното во овој ваков свет, затоа што нашиот живот во овој свет не е бесмислен. Нашиот живот во овој свет има сериозна, длабока смисла. Тоа Христос ни го открил нас. И затоа да се молиме Господ, нашиот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, на родителите, да им дарува утеха и сознание дека нивните најблиски, нивните чеда
не се заминати за секогаш, дека онака како што Христос ни откри, сите ние на последниот ден во овој ваков свет, или на овој ваков свет ќе има свој последен ден. Значи нема да биде вечно вака. Ненормално, нелогично, огревовено, површно и така натаму, како што веќе светот оди кон се повеќе и повеќе од таа состојба на духовна празнина. Да, таа состојба апостол Павле нарекува апостасија, отпадништво. Значи, луѓето отпаѓаат, се оттргнуваат од суштината на своето постоење, се оттргнуваат од себе, од својата личност. Не се познаваат себе си, немаат допир со себе си. А да не говорам за Бог, за вистината на животот, за односот со другите луѓе. Значи, тоа е таа една состојба која се повеќе и повеќе прогресира, таа духовна состојба на отпадништво, но на крајот на овој свет Христос, нашиот Спасител, повторно ќе дојде како судија на живите и мртвите. Сите ние тогаш ќе воскреснеме, односно Бог повторно ќе го пресоздаде нашето тело. Како што Бог го создава нашето тело во утробата на мајката, така на крајот на овој свет и како што го создаде телото на Адама од прав земен, од сите елементи од овој свет, на крајот на овој свет Бог повторно ќе ги пресоздаде нашите тела, нашите души, нашите личности, повторно ќе ги врзе со нашите тела, како што тој тоа го знае, како што тој тоа го прави во утробата на мајката всушност. И не случајно тој настан, Христос го нарекува наше повторно раѓање. Да. И сите ние ќе застанеме пред Божиот суд. А што е Божиот суд? Ние сите ќе застанеме пред неговата вистина, пред вистината на постоењето таква како што таа е, пред љубовта таква како што таа е. И сега секој оној што на вистински начин се подготвувал за живот во вистина и љубов, тој ќе биде вселен во таа вечна состојба на постоење за која сме всушност и ние создадени. И тоа е нашата надеж. Да, разбирам, и јас самиот сум изгубил многу блиски луѓе во мојот живот. Болката е голема, Ирина, голема е болката, но ние како христијани имаме надеж. Значи, не сме ние без надеж. И оваа надеж со која и во која живееме, на еден начин треба да ни помогне таа болка што ја имаме, да ја трансформираме од деструктивна во мотивирачка. Затоа што болката може да биде и деструктивна. Како може тоа да ни помогне духовноста во сето ова што го говори? Значи, сега јас слушав и со некои мои колеги така разговаравме дека многу од родителите ќе имаат и потреба, но тоа е тој, ние го нарекуваме пастирски пристап, значи да ја допреме душата, умот и, како што реков пред малку, таа болка која е фактички силна, да ја пренасочиме од деструктивна во мотивирачка. Што значи мотивирачка? Значи, таа болка да биде енергија, потек за менување на животот и за подлабоко, посуштинско разбирање на животот. Онака, ако тоа не го правиме, тоа важи за секој од нас. Нашиот живот тоне во површност, тоне во глупавост, тоне во промашување и ние сме како муви без глави во овој свет. Што правиме ние тука? Еве, сите ние реагираме така како што реагираме. Гневни сме за сето тоа што се случи. Но причината која е? Површноста на живеењето, огревовеноста на живеењето, алчноста. Оној принцип, јас често го повторувам, најопасната демонска лага или демонски потик кој делува во умовите, особено на нашите луѓе, е оној принцип АПП. Ако пројде, пројде. Значи, целото наше општество е потонато во таа демонска лага, демонска заблуда, демонска стапица. Нема проблеми. Ако пројде, пројде. Па не може така. Не може. Ние гледаме, не само ова е болен момент, многу болен, затоа и целото општество реагира. Но ние гледаме, ние со децении, секојдневно,
Аз гледаме ние Многу со што се ситуации. случува. Да, тоа е Ирина. Отец Ивица, многу убаво говорите, многу убаво, еве јас ве слушам заедно еве и со нашиот камерманот. Па сето тоа го пишува во Евангелието. верувам Ако дека- почесто читаат луѓето Евангелие, Свето писмо, Токму тоа ќе беше Да. моето следно прашање. Дали само во, за жал, во вакви моменти се вртиме кон духовноста, кон Бога? Да не генерализираме, нели? Него Да, ете, да, чисто како прашање, дали само во овие моменти самите кажавте онаа фраза, ако помине, помине, каде е нашата благодарност кон Бога кога ни е убаво? Кога имаме убави моменти во животот? Значи, Ирина, човекот е духовно суштество пред се. Кога говорам дека е духовно суштество, под тоа се подразбира дека човекот, како создание Божјо, има во себе си свесност и совесност. А ако човекот е свесен и совесен, има осет за тоа што е добро, а свесен има осет за тоа што прави во овој свет, и самото тоа што тој е свесен и совесен, тој има осет, однос кон самиот себе си. Има доживување на својот внатрешен живот. Затоа што се случува внатре во него, значи не е мртов, духовно не е мртов. И таквите луѓе тие благодарат. Тие не само на Господа, таквите луѓе за било какво внимание знаат да благодарат. Дури и ништо не очекуваат. Најчесто таквите луѓе од никого ништо не очекуваат да завозорат. Прават големи дела пред Бога. Така е. Затоа што тие разбираат дека тоа е вистинскиот принцип на живење. Тоа е нормалноста на живење. Но за жал, секогаш за жал во овој свет имаме огромен процент на луѓе кои немаат себе доживување. Не се доживуваат себе си. Не се познаваат себе си. Нити артикулирале свесноста, уште помалку совесноста. Тие живеат по логиката, како што отците на црквата велат, за задоволување на своите неприродни потреби. Ке објаснам што значи тоа. Значи, секој човек е од Бога создаден од љубов и за љубов, а љубовта е врвно задоволство. И сега, кога човекот, како духовно суштество, не ги знае вистинските вредности и вистинското разбирање на животот, не ги знае вистинските задоволства, што доаѓаат од вистинското доживување на животот. Тогаш луѓето се лепат, се врзуваат за лажни задоволства. Богатење, кое е, односно, амбиција која ги влече за повеќе пари, затоа што тие мислат колку повеќе пари имаат, толку повеќе ќе може да се ги задоволуваат своите проблематични задоволства и ќе имаат моќ. Тука е стапицата. Сега, ако анализираме се оно што се случувало, не само во дискотеката, клубот, Пулс, говоревме баш и пред емисијата, во оваа наша Македонија има полно локални шерифи. Да. Особено по малите градови. Значи, тие луѓе на крајно криминален, коруптивен начин доаѓаат до повеќе пари, парите им овозможуваат моќ, таа моќ таква како што имаат ја користат за политичко влијание, ги корумпираат политичарите и тука ѓаволот ги врзува работите. И тоа е тоа. И сега, еве јас го слушав нашиот премиер и многу од нашиве моментални политичари кои крајно суштински реагираат на целиот овој проблем. И вчера баш го слушав премиерот кој вели нема место повеќе во оваа држава за интересите на државата и за интересите на народот и со оние другите кои се борат против интересите на државата и интересите на народот. Се надевам, познавајќи го премиерот Мицковски, ние сме и соседи, он е од Влаја, јас сум од Влаја. Значи, познавајќи го, длабоко верувам дека тој и неговата екипа се навистина решени Македонија на вистински начин да стане достоинствена, суверена држава, а овој македонски народ да започне посериозно да станува свесен за себе си и за своите вистински потреби. Тоа е тоа.
Често, многу често го говорам, Ирена, освен корупцијата, неспособноста, АПП принципот, еден страшен момент кој е причина за нашето страдање и глупавоста кај нашиот народ. Глупавоста, тоа значи несвесност, несознавање за вистинскиот свој интерес. Многу често луѓето не се свесни кој е нивниот вистински животен интерес, а не се свесни кој е вистинскиот интерес и на државата, и на нацијата и така натаму. И затоа сме како разбиени, како разбиена војска, знаеш, онака. Разединети. Да, и разединети, демотивирани, лути, еден со друг. Да. Но, повторно, болката е многу голема, гневот, што да кажем, но да се бориме болката да не биде деструктивна, туку конструктивна. Се тоа што се случи да ни биде сериозна опомена, и да почнеме сериозно да размислуваме што правиме со себе и со нашиот живот во овој свет. Да. Отец Ивица, би сакала да го искористам вашето присуство денес и да ве прашам каква е вербата кај младите? Кај младите луѓе? Вие доаѓате од Свети Петар и Павле, црквата во Ѓорче Петров. Кога одат младите во Божите храмови? Дали е тоа само за празник? Дали се тоа верата во Бога доаѓа од дома? Еве едно ваше видување, бидејќи навистина ни се многу потребни овие вакви зборови кога доаѓаат од свештено лице, навистина многу мудрост во Евангелието. Ирена, проблемот, предизвикот со младите луѓе денес е една од мојата најсуштинска молитва пред Господа. Ние како држава, како општество, но и како црква, немаме модел како да му пристапиме на младиот човек. Има обиди, има ентузијазам личен, но генерално ова модел немаме. Таа млада енергија на младите луѓе, тој процес на будење, како да кажам, за животот и така натаму. Созревање, да. Тоа мора на еден начин да се канализира со и во вистински вредности. Доколку тоа не се случи, тогаш во умовите на младите луѓе, а они се бунтовни, таква е структурата на младиот човек, доколку не му се објасни реалноста на овој свет, доколку не им се објасни што и како со реалноста во овој свет, додека не се формираат вистински модели како со младиот човек, за жал ќе не се случуваат вакви работи. Сега, малце позитивно. Јас имам крајно убаво искуство со младите луѓе. Да. Во која смисла? За разлика од повозрасните, кои верата е тера традиционално и површно, значи, јас ако прашам некој повозрасен, зошто постиш, зошто си христијанин, зошто се причестуваш, тие не би можеле да ми одговорат. Тие не ми одговарат. Така треба, ќе ми кажат. Онака. А младите? Младиот човек, зборам, затоа што во нашето македонско општество има прекрасни, крајно умни, длабоки, млади луѓе, кои разбираат во каква реалност живеат и бараат одговор. Сега, кога ќе бараат одговор, многу мина и го наоѓаат. И сега, таквите млади луѓе, тие не ја прифаќаат верата традиционално, површно. Те сакаат да знаат кој е Христос. Дали навистина постоел, дали тоа историја, дали се тоа легенди, целта на верата, што е црквата. Тие црквата не ја доживуваат како некаков објект или како некаква институција, администрација. Тие длабоко разбираат дека црквата е заедница на ученици Христови. И тие се трудат да живеат навистина така како што Христос благословил и заповедал во Евангелието. Јас гледам сериозни плодови од животот на тие млади луѓе. Да, можеби не се процентуално кузне колку во нашето општество, но самиот Христос вели
малку квас е доволно да го закваси тестото. Да. Така е. Така да јас се надевам и тоа е мојата молитва и мојата надеж дека тие луѓе со кои и јас работам и многу мои браќа во Христа, свештенослужители работат, на вистински начин ќе имаат и духовно сознание, интелектуално сознание, затоа што не се само духовно силни, туку интелектуално се силни тие луѓе, и што е најбитно, и се патриоти. Да. Значи веќе имаат изразено и доживеано вистинско Чувство, чувство, да. Да тоа е тоа. Значи тие луѓе се надевам, доколку ние им оставиме една средена држава во нормална насока, тие ќе направат многу повеќе за оваа држава и за ова општество и за овој македонски народ. Искрено кажувам, ова го кажувам, го говорам не онака само колку да кажам. А и луѓето ме знаат дека јас кога говорам, не говорам онака на празно. Да. Секој збор Суштински, да. сум го преживеал, доживеал и тоа е тоа. Ви благодарам, отец Ивица, многу за вашето гостување ова утро кај нас во утринската програма. Да вистина ни требаат многу повеќе вакви духовни разговори, да се опаметиме, еве сите, да го фатиме, да го фатиме веќе правиот пат, да се формираме и ние како вистински луѓе, вистински личности и да си ја сакаме државата, да ја однесеме во вистинскиот правец. Ке ве молам само уште многу кусурно, во 30 минути за крај. 30 секунди. Секунди, 30 секунди за крај. Значи, околу ова, значи, ние имавме една емисија Потрага по вредности, носител 3 одеше, освен црквата како заедница, како институција на овие македонски простори, и медиумите треба да помогнат. Еве, апелирам, например, во нашите медиуми скоро да нема ништо за верата. Сега, благодарам што ме поканивте. Но генерално треба да има емисии со кои навистина ќе ги допреме, особено оние луѓе кои имаат потреба за духовна храна. И за крај, да не ја губиме надежта, затоа што Христос ни посведочил, ни потврдил, ни докажал дека нашиот живот во овој свет и самиот овој свет во кој ние живееме има смисла, има цел. Да, ако не разбираме, не секогаш се разбираме, тогаш со вера да му придеме, да се помолиме, да го просвети нашиот ум и да не го дарува Духот Божи, Духот Свет, да биде наш утешител, но и водач, патоводител во овој ваков свет и во нашето животно време во овој ваков свет. Тоа е суштината и не се овие само празни зборови, онака како за утеха. Тоа е патот, тоа е решението и тоа е разречницата на сите проблеми и искушенија со кои ние се соочуваме во овој ваков свет. Така е. Ви благодарам многу. Благодарам за поканата.